Буџетот стабилно расте, бележи значително подобрување во споредба со истиот период претходната година, велат од Министерството за финансии. Најголем раст има кај капиталните расходи, односно 39,6%, а сите податоци се транспарентно објавени на нивната веб страница. Но позитивниот извештај од Министерството не помина без критики од Социјалдемократскиот сојуз. Тврдат дека долговите се зголемуваат, на што Министерството одговори дека се оди по план. Издавањето на државните хартии од вредност кои што денеска котираат на официјалниот пазар на македонска берза се дел од планираното задолжување на домашниот пазар согласно усвоениот буџет и ребаланс за 2026 година во собранието. Според опозицијата, државата излегла на берза со нови обврзници од 41 милион евра и обвинуваат власта за бајковита економија. За 2 години Мицкоски не задолжи за повеќе од 2,5 милиарди евра. Ова историјата не го памети. Ова е класичен модел на Мицкоски. Од ВМРО ДПМН демантираат дека од 2024 година до денес нивото на јавниот долг стабилно опаѓа и дека бројките сосем јасно го покажуваат напредокот. На крајот на вториот квартал од оваа година тој изнесува 58,8% од бруто домашниот производ, додека во првиот квартал беше на ниво на 58,9% од БДП, на крајот на 2024 нивото беше 61,4% од БДП и на крајот на 2025 година 59,4% од БДП. Според податоците од финансии, приходите заклучно со 31 јули се 204.500 милиарди денари, што е 53,9% од планираното и се пораснати за 9,3% повеќе од истиот период ланската година. Приходите од даноци се реализирани во износ од скоро 118 милиарди денари или 55,33% од планот и со раст во споредба со истиот период претходната година од 10%. Значителен раст има и кај данокот на добивка, кој моментално изнесува 62,8% и бележи раст од 20,6% во споредба со лани.